Почитуван премиер Заев, почитуван градоначалник Бочварски, почитувани граѓани, драги деца. Здраво на сите. Ме радува што сме собрани во толку голем број по повод на Денот на Европа, 9 мај. Деновиве ја славиме визијата на татковците на денешната Европска Унија, крај на војните на Европскиот континент и создавање европско семејство составено од различни култури. Овој 9 мај е посебен, затоа што го славимо во знакот на пресвртницата која се случи во вашата земја. Од земја што назадува, вие станавте земја што се движи во вистинскиот правец. Земја и граѓани кои упутуваат порака до Европа. Yes, we can. Да, ние можеме. Или како што кажа премиерот, сметајте на нас. Тоа го потврдува и неодамнешната изјава на председателот Туск, дека вербата на Европската Унија во целиот регион се обнови, благодарение на вашите напори за спроведување реформи, за градење едно општество за сите, за градење консензус околу националните прашања, за јакнење односите со соседите и заедно со Европска Унија за справување со предизвикот на миграција. Денес ги славиме мирот и единството во Европа. Денес се сеќаваме и одаваме почит на визијата за подобар свет, како и храброста да ја претвориме таа визија во реалност. Визијата и храброст ни се потребни и денеска. Европската Унија не е само најуспешниот мировен проект во историјата. Европската приказна е приказна за европските вредности и принципите на демократија, на владење на правото, на слободите и солидарноста, еднаквоста и напредокот. Овие вредности се соочија со внатрешни и надворешни предизвици. Тие предизвици се и ваши предизвици. Затоа што Европската Унија што ние денес ја заштитуваме и за која се бориме, Европската Унија во која вие утре ќе живеете. На крај би сакал да им честитам на сите учесници во прославата, како и на нашите домакини за помошта во организацијата на овој настан. Мојата порака до вас е дека сите ние сме заедно дел од Европа, од европското семејство. Секој од нас може да придонесе за нашата европска иднина, особено најмладите. Ви посакувам среќен ден на Европа. Благодарам.